мирот е најважно нешто на светот и токму еве сакаме безбедно во Гостивар да стигнеме и да ја шириме пораката за мир, која ќе ја пуштиме по водите на реката Вардар, да продолжи да живее и да се поттикнува целиот свет за мир и љубов меѓу луѓето. Из една ликовна цветна работилница ќе покажеме дека мирот, љубовта, пријателството се најважно нешто на светот за децата. Уметникот Живко Поповски Цветин со десетина дечиња од Скопското основно училиште Живко Брајковски утро во совоз тргнаа за Гостивар, пренесувајќи ја пораката Цветната патека на мирот. Оваа авантура за дечињата беше вистинско уживање. Возбудата ни буде тоа што сме сите заедно и заедно што се дружиме. Јас на цртежот имам преубави ружи и цвеќиња. Многу убаво и едва чекам да стигнеме во Гостивар. Цртежот има цвеќе. Ние сме долгогодишни соработници со сликарот Живко Поповски Цветин и ја делиме неговата идеја и желба да владее мир во целиот свет. Луѓето да се почитуваат според своите вредности, децата да се дружат, да патуваат насекаде и во целиот земјен шир да владее само мир. Поповски подари своји ликовни дела на патниците во возот, кој се движеше на релација Скопје-Кичево. Своите дела кои ги наслика за време на патувањето, Поповски ги подари на машиновозачите во знак на благодарност за безбедното возење. Домачин на скопските основци беше основното училиште Гоце Делчев. Заедно се вклучија во создавање на нови ликовни дела кои беа изложени на градскиот плоштад. Пораката Цветна патека на мирот, ставена во шише, учениците и наставниците ја пуштија во водата на реката Вардар. Ние дојдовме од Скопје, патувавме со воз и ние дадовме порака за мирот, за караванот за цвеќето за мир. Денеска цртавме, се шетавме Вардар центар, поклонивме слики. Ова е порака која треба да допре до сите човечки срца и на земјата да завладее мирот. По повод денот на формирање на УНИЦЕФ, во соработка со ликовниот уметник Живко Поповски Цветин, кој што исто така е и кандидат за добивање Нобелова награда за мир, Основното училиште Гоце Делчев како домачин, во соработка со Основното училиште Живко Брајковски од Скопје, како и основните училишта Единство Гостивар, Исмаил Чемали и Мустафа Кемал Ататурк, се организираше една ликовна работилница под наслов Цветна патека на мирот, каде што учениците имаа можност под менторство на почитуваниот уметник да цртаат цвеќиња. Сите тие патуваа од Скопје, значи групата на ученици заедно со директорката и со господинот Живко патуваа со воз, каде што исто така црта и поклонуваа цвеќиња со порака за мир до патниците кои што се обраќаа со возот. Денес сме тука и на кејот на реката Вардар, каде што символично испративме подпишана порака од сите нас заедно со порака за мир во целиот свет и за добробит на сите дечиња. Во оваа активност се вклучија учениците од сите гостиварски основни училишта од 2 до 5 одделение.